И во претходниот разговор со соговорникот овде во студиото 3 на Македонската телевизија споменавме дека Македонија има повеќе етнички групи, јазици, култури и тие се нашето богатство, а нивните предизвици се заеднички предизвици кои треба да се трудиме да ги надминаме. Живееме во мултикултурно општество, сето тоа значи ангажман на сите чинители во истото. Кога зборуваме за ангажман, мислиме за грижа за еднаквост, за стапеност, еманципација и интеграција на сите групи и култури во македонското општество. Но каков е впечатокот и праксата низ годиниве на оваа тема и нели на прашањето дали мултикултурната разновидност не зближува или разединува, ќе анализираме со професорот Зоран Матевски од Филозофскиот факултет при УКИМ. Професоре, добро утро. Добро утро и благодарам на поканата. Ајде и така да почнеме, ако ги земеме предвид податоците на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација под разговорот пред малку, од 405 представки, 109, односно нели еве една третина се во однос на скоро една третина се во однос на националната или етничката припадност, па во тој контекст дали мултикултурната разновидност не зближува или разделува, каков е впечатокот? Знаете како, во однос на представките, тоа не е ни голема бројка. Вие повеќе имате представки по сексуална дискриминација него по етничка основа, затоа што општеството е поделено, општеството ви е сегрегирано. Овие представки по етничка дискриминација единствено се однесуваат на депласирани општествени групи етнички, како што се ромите. Единствено кај ромите вие тоа може да го видите, меѓутоа кај другите етнички групи не можете да го видите, бидејќи, како што кажате во самиот вовед, ние сме мултикултурно општество, ние сме унитарна држава, ама сме мултикултурна и мултирелигиско општество. Ама проблемот во целата таа состојба што мултикултурализмот како таков не ги дава постакуваните резултати од една единствена причина, општеството е максимално поделено или сегрегирано. Вие ги имате албанците како најголема етничка група кои што уживаат многу убави права и тамо дискриминација практично не можете да најдете. Турците исто така, нели, ние сме во одлични односи со Турција, како држави големи пари доаѓаат од тамо, одлична е ситуацијата и со нив. Единствено кај ромите кои имате проблемот, меѓутоа клучниот проблем е што ние сме сегрегирани. Ние живееме во сегрегирано општество, образованието ни е сегрегирано, руралните, етничките, урбаните средини ни се сегрегирани и тоа е проблем. И мораме да направиме еден исчекор од целата таа ситуација за да можеме да излеземе од состојбата во која што имате проблем и во однос на пристап кон работни заедници, вработување, образовни институции, здравствени институции и така натаму, па на крајот на краиштата не е само етничка, имате и општеството ви е комплетно поделено, освен по религиска и етничка основа, ви е поделено и по политичка основа. За жал, да. За жал, да. Македонија е единствена држава во Европа каде што за да се вработите морате да имате партиска книжка. Кои се најчистите стереотипи, професоре, поврзани со мултикултурата кај нас? Значи, стереотипите ви доаѓаат од ситуација вие кога не го познавате религиски другиот или етнички другиот. А ако не го знаете, вие имате стереотипи. Знаете, вие имате ситуација во која што примерна социализација имате во семејство, ама секундарната е клучна за да ги запознавате другите. Во секундарната образовните институции вас треба да ви кажат преку програмите за религиски другиот, етнички други и така натаму. Тоа не се случува. Тоа не се случува затоа што ние сме ретка држава во Европа. Јас не знам друга ситуација каде што образованието ни е комплетно сегрегирано од основно од градинки, основно, средно до универзитети, вие сте пресечени по етничка линија албанска и македонска. Македонски и албански основни училишта, средни универзитети. Вие имате ситуација, Универзитетот Свети Кирил и Методи ке славевме, сега има 100 и нешто години, вие немате албански професори. Освен на албанологија и на педагошки факултет, кај што мора да имате. На Државниот универзитет во Тетово немате македонски професори, двајца, тројца, тоа не се смета. Така натам. И вие кога имате една таква ситуација, вие не ги учите студентите, не ги учите децата за етнички другиот, религиски другиот. Освен тоа, не се ни гледаат меѓу себе. Меѓутоа, во принцип, за да ја видите разноликоста, која што во основа ви постои, секој ја знае, проблемот е што не го познавате религиски другиот и етнички другиот. Дури имате една парадоксална ситуација, да речеме, ние на универзитет, кога ќе ни доаѓаат албански деца, ние се радуваме кога ни доаѓаат албански деца. Дури тие ни се малку и привилегирани. И малку ни се погалени од другите. Нашите студенти одлично ги прифаќаат тие деца. Малку се и баш ни е мило што ќе дојдат.
Слушам дека е таква ситуација и на Универзитетот за Југоисточна Европа во Тетово и на државниот. Јас таму имав студирано и тоа сакав да го кажам, некако во душата на луѓето се чувствува дека им треба тој начин на комуникација. Но луѓето колку и да се трудат и да го почнат тоа, паѓа некако некој ѕид и некоја бариера во одредени години и тоа како да се расплинува. Затоа ми е прашањето, го споменавте и образованието. Порано, низ годиниве наназад, докажало образованието дека може да биде лулка на толеранцијата. Ќе се земам личен пример, иако не треба тоа како водител многу да го правам, од Тетово сум. Сум завршил основното училиште се вика Лирија. Сме учеле, можеби не во толку 50% мултиетнички паралелки, меѓутоа сме биле во некои мешани паралелки. Во смена сме оделе заеднички. Албански деца, македонски деца, ромски деца, сите паралелки сме биле заедно. Немало проблеми, немало инциденти. Колку образованието може да биде лулка на толеранцијата и начин како да се спречи дискриминацијата? Можеме ли повторно да го активираме тоа, како што беше некогаш? Не само што можеме, него мораме. Тоа е клучот на проблемот. Вие го спомнавте тоа убаво време и тоа функционираше во Тетово и функционираше секаде, меѓутоа се случија некои инциденти, ако памтите. Да. Во Куманово почна нешто, во Струга нешто се случуваше во Зефлиш Марко и така натаму. И тоа се одеднаш почна. Така, некои тепачки на деца, па по автобуси, па во школи се донесе одлука катастрофална да се сегрегира, значи да се поделат училиштата. Нели, се сеќавате Никола Карев заедно учеа Зефлиш Марко, тоа беше у случајот Куманово, Струга, Дебар и така натаму. Знаете што е катастрофата во сето тоа? Кога се донесе таа одлука, сите беа среќни. Само ние, социолозите на образование и воопшто социолозите и научниците бевме несреќни. Родителите среќни, наставниците во средно среќни и децата среќни. Затоа што нема да има конфликти. Ама тоа е катастрофа. Вие сегрегирате. Тоа е единствен пример. Ако сегрегирате, вие не можете да функционирате едни со други. Значи во Македонија луѓето живеат во паралелни светови. Тоа е целиот проблем. Ако живеете во паралелни светови, вие единствено што ви останува е да се толерирате едни со други. Ама толеранцијата е ограничена, вие ги трпите и ги толерирате до некоја граница. Тоа не е максимално. Ви се случува, кога се случи пред некоја година, премиер влада отвара во Шуто Оризаре, ако се сеќавате, средно училиште за роми. Ги затварате во Шуто Оризари, затварате роми, не им давате шанса да одат ромите во другите училишта. Катастрофално. И после утре, кога ќе тргнат малце погоре во општеството, се случува ова што се случува, што кажавте да бидат дискриминирани. Не се научени да влезат погоре. И професоре, речи си да нема земја во светот која што не е мултикултурна. Постои ли некоја земја која што е добар пример, кој може да се примени во пракса и одлично функционира? Знаете како, парадоксот уште поголем што ние сме тој примерот во Европа е уште положна ситуација. Во Европа, барем ние признаваме и на Балканот, еве особено Македонија, во Македонија ние признаваме дека имаме мултикултурна разноликост и ние викаме дека тој мозаик е богатство и сето тоа. Абсолютно. Правиме фестивали, правиме манифестации, имаме програми на турски, на српски, на албански, така натаму, музички фестивали, сето тоа. Тоа во Европа го немате. Во Европа фактички политичката елита ви вика дека мултикултурализмот е мртов. Фактички мултикултурализмот тамо не функционира. Они не ги признаваат во Германија турците 5 милиона, они викаат дека нема турци. Тоа се само иселеници и така натаму. Во Европа мултикултурализмот не се препознава. Ние го препознаваме. Тоа е добро. Меѓутоа проблемот е што мултикултурализмот е статички концепт. Тој не ви дава повеќе и затоа е мртов. Не ви дава комуникација. Затоа треба да се направи еден исчекор погоре. Тоа е концептот на интеркултурализам. Тоа ви е динамички процес во кој што вас ќе ви се овозможи да комуницирате едни со други. Значи, за да не живеете во паралелни светови, да не бидете сегрегирани во мала, во градовите, во селата, знаете. Териториите во Македонија, тука не скриви само образовните институции, земете ги религиските институции, имате крстови на секое ритче, и имате што е повисоки минарења на џамиите, да ви се обележи територијата, да се сегрегираат религиските групи. Живеат во паралелни светови, за да не живеат, концептот на интеркултурализам вика вака: треба да комуницираат едни со други. Каде треба да пробиете? Најконзервативни институции ви се семејството, бракот и образованието. Ако пробиете на тие институции, вие ќе го донесете интеркултурализмот да ви
биде имплементиран во државата. Ке имате ситуација во која што вие знаете сега дека немате, практично немате, имате 2 до 3, можда 5% на интеррелигиски бракови или мултикултурни бракови. Тоа порано беше, ако се сеќавате во она време на Југославија, многу повисок процент. Сега го немате тоа. Ако пробиете кај образовните институции, ги вратите назад, тогаш можете да пробиете и кај во бракот, па да имате интеркултурни, интеррелигиски бракови, интеретнички бракови и така натаму, затоа што гледам дека го спомнавте Тетово, младите во Тетово се дружат по кафичи, знам дека албански деца идат во Струмица на музика, знам дека и во Скопје се дружат по кафичи, немаат проблем. Ама проблемот што се разбираат на англиски понекогаш и тоа треба да се надмине. Токму тоа го спомна, се извинувам, од Душан Томшич од Комисијата за спречување дискриминација. Велат кога ќе пораснат тие деца немаат јазик како да се разбираат, не се разбираат помеѓу себе. Знаете што е проблемот? Проблемот е што ние со години сакаме да го имплементираме принципот на билингвизам. Македонија е типична држава во која што вие треба билингвално, некаде во некои средини трилингвално, да ги учите децата. Децата мора да го знаат јазикот на средината. Ако македонскиот ви е државен јазик, сите останати етнички групи, вклучувајќи ги албанците и така натаму, турците безусловно мора да го знаат државниот јазик. Тоа е и не само државниот, него и литературниот. Она што ние викаме сите останати дијалекти си се богатство на културата, ама официјалниот јазик е меѓутоа. Мора да се знае и јазикот на средината. Македонските деца кои што живеат во Дебар, Гостивар, Тетово, Западна Македонија, каде што се малцинство во рамките на таа етничка и религиска структура, треба да го знаат јазикот на средината. Тука имаме проблем. Македонските деца имаат верзија да го учат јазикот на средината или да го учат албанскиот јазик, освен во Дебар, во Чаир на одредени места, меѓутоа во Струга, Тетово, Гостивар е малце подобра ситуација, меѓутоа во основа тоа е проблем. Вие во скандинавските држави, кога некој норвежанец ќе му се обрати на данец, тие норвежанецот збори дански, данецот збори норвешки, тоа се смета за богатство. Меѓутоа, овде е стереотип. Токму тоа, така како што го започнавме разговорот, сметаме дека мултикултурата е богатство, затоа ја отворивме и темата и затоа разговараме денеска, за да едноставно направиме нешто за повторно да ова функционира. Професор, сосема за крај, кој е типичен пример за добро интеркултурно општество во светот? Имаме нека таква земја, се извинувам, можеби не го забележав. Ние дека сме најдобри. Кај нас доаѓаат од Ирска да видат како ние функционираме. А Соединетите американски држави, ако зборуваме за интеркултура? Добро, Соединетите американски држави се типичен пример на интеркултура. Тука сакав за Европа да речеме Франција. Франција не е оптеретена толку и вие знаете, кога ги гледате, битно е, знаете што е битно? Битно е да го имате, да го носите во себе, за да може да исчекорите интеркултурно, да го носите граѓанскиот идентитет. Сите да викате дека сте граѓани на оваа држава. А не кој ќе ве праша кој си ти, вие да кажете прво јас сум албанец, па припадник на ислам, па после граѓани на државата. Кога ќе исчекорите тука, тогаш ќе имате интеркултурен пристап. Морате да комуницирате. Најлесно се комуницира преку бизнис, економски интереси и така натаму. Да прашам колку интеркултурните општества се успешни поради високиот стандард на граѓаните, затоа прашав колку тоа влијае. Европа не можете да го биете одговор, знаете зашто? Затоа што Европа е во оваа криза каква што е, заради тоа што не функционира мултикултурализмот, а не направи исчекор кон интеркултурализам и затоа секаде ви победува ултрафашистичка десница или во најголем дел. Така. Ви благодариме за гостувањето во Македонија наутро. Ова се теми за кои што и граѓаните се зборуваат меѓусебно, без разлика од кои етникуми да доаѓаат. Граѓаните функционираат, граѓаните се дружат, заедно се. Но мислењето на социолозите е секогаш добро тука да не потсети каде се движиме и што треба да промениме за да коригираме апсолутно. За да на нашите деца им оставиме едно подобро општество. Да, наше е да кажеме, а дефинитивно проблемот го решава само една. Тоа е политичката елита. Единствено политичката и религиската елита можат да го реши тој проблем. Наше е да говориме гласно. Благодариме професор за гостувањето. Ми беше задоволство. Имам уште една приказна која што сакам заедно да ја погледнеме. Колешката Славица. Да, факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип е многу привлечен за нашите, но и странските студенти. Најголем дел од странските студенти доаѓаат од Турција за добрите и помалку добрите страни од нивниот живот во Македонија и за тоа како тие се чувствуваат во една средина каде што доминантно е македонското население, од линковското вклучување на колешката Славица Величковска. Славица.
Добро утро по втор пат. Универзитетот Гоце Делчев се покажа како интересен за студирање на студенти од странство, доминираат турските студенти. Секоја година околу 1200 студенти на сите студиски години, на сите факултети студираат во Штип, вклучително и на оние кои што го изучуваат македонскиот јазик. Како тие се вклопуваат во нашата средина, кои се позитивните и негативните нивни искуства. На оваа тема разговарам со мојот соговорник Џан Оскан. Тој е поранешен студент, сега веќе и трајно населен овде во Штип. Ајде да почнеме со позитивните работи. Што е она што е убаво кога турските студенти доаѓаат и студираат овде? За турски студенти што е убаво тука? Пред се економијата мислам дека одговара на нив, бидејќи просечна плата, минимална плата у Турција и Македонија скоро блиски се. Од друга страна, тука македонскиот народ е секогаш сме биле добро дојдени од нивната страна. Исто така и институциите ни помагат. Мислам дека тука што има привилегија друго, во Турција, за да се запишете на факултет, кога завршуваме средно училиште, треба да полагаме еден многу тежок испит и на овај испит секоја година скоро 1.200.000 студенти полагат, иста генерација. За медицинските факултети највеќе интереси имаше порано, бидејќи медицинските факултети највеќе поени имат у Турција и ако сакате да учите, да студирате медицински факултет у Турција, треба да влезете меѓу првите 40.000 студенти од тие 1.200.000 души што полагат. Затоа, како странски студенти, тука имаме право да дојдеме и да се запишеме на медицинските факултети, но пред се треба да учиме македонски јазик. Затоа, прва година тука во филолошки факултет у кампус 4, сите турски студенти студираат една година А1 ниво, А2 ниво, па после Б1 ниво македонски јазик и мора да полагат и да земат сертификат. Значи, тука не студираме на турски јазик, не на наш мајчин јазик, тука на ваш мајчин јазик. И од кога ќе дојдете овде, што е она што најмногу ви се допаѓа? Еве, например, чувствуваме ние штипјани дека се збогати угостителската понуда на турска храна. Значи се отвараат и места каде се продава храна што вие ја сакате, ја сакаме и ние. Што освен храната, дали социјализацијата, односно дружењето меѓусебно или пак со македонските и другите странски студенти е добро? Добро, секако дека. Во факултет со колегите заедно учиме, надвор заедно се дружиме. Значи, јас можам да кажам дека од кога дојдов во Македонија, повеќе пријатели имам од македонци, отколку од турски студенти. Така да, секогаш сме биле добро дојдени. Кој што има да студира тука, ќе студира со колегите. Кој што нема намера да студира, надвор нив ги чека други друштва. Така да, во Македонија е мирно. Никогаш не сме имале проблем. Јас лично, ако зборам за мене, за моје искуство, никогаш не сум имал проблем заради што сум бил турчин или заради верски причини. И јас се учествувам у вашите празници со колегите, со моите пријатели. Така да, мирна држава, мирен народ, економијата е слично како Турција, така да, за студентите мирен живот постои тука. Што би сакале да се промени во врска со вашиот престој овде, не само за вас, туку и за другите турски студенти? Што е она што ви пречи, еве, можеби, што можеме да го промениме, за да ви биде попријатно и на вас, и нам? Вака, у неколку државните институции има неколку спорови, да речеме, пречки. Највеќе ги изморува студентите вештачки пречки, да речеме. Административни проблеми. Административни проблеми највеќе ги пречи. Поврзани, предпоставувам, со документацијата за нивниот престој овде. Да, многу јасно. Тоа многу често се дешава. Во факултет мислам дека нема никаков проблем. Факултетот има многу добар и јак систем.
И за корупција исто така многу јак систем има. Пример, од еден предмет, ако не можете да полагате, ако мислите дека професорот намерно ве бутне и сака од вас пари, да речеме, мито, во тој случај 3 пати можете да полагате на финал испити, после 3 пати ако ве бутне истиот професор, факултетот од тој професор го зема од вашиот индекс и веќе пред 3 професори, пред 4 комисија полагате и може, ако имате знаење за тој предмет, можете да полагате. Тука не станува збор во факултетот никаков проблем, но од другата страна, на секој студент му треба престој, бидејќи 12 месеци тука да престојуват и да учат. Во тој случај, како секој студент, треба да поднесеме документи за лична карта. Истите документи, мислам, тие документи може да ги собирате у 1 сат од рокот во градот и да ги поднесете во полициска станица, Секторот за внатрешни работи, и таму е пречката и тоа трае долго. Да, порано таму работише 2 полицајци, но сега работи само еден инспектор. Затоа има гужва, значи тука врнел, паѓало снег, студентите чекале на ред. Ако ви текнува пред 6 месеци, мораше и вие, македонските државјани, да смените лична карта, возачка, значи, гужви се создаваат непотребно заради недостиг на кадри. Често, многу да се надеваме дека проблемот ќе биде надминат наскоро. Ви благодарам за одвоеното време. Беше тоа разговорот со еден од бројните турски студенти овде во Штип студио.